Здраво на сите, драги луѓе, се надевам дека се чувствувате прекрасно и јас се чувствувам прекрасно. Ако не, можеби ова видео ќе ви помогне да почувствувате повеќе позитивна енергија. Како што навлеговме во месец декември, почнав полека, но сигурно да се запрашувам што се случи 2018 година, што е тоа што го постигнав, што успеав да го надминам, што е тоа што сакам да го земам со мене во 2019 година, а што е тоа што сакам да го оставам во 2018. Па така и вие, можеби и вие може да се запрашате што себе се случувало во 2018 година, какви промени сте направиле. Јас направив огромни промени со тоа што се одврсав од многу работи. И ова е всушност темата на денешното видео, која што често пати ја работиме на тренинзи, на NLP тренинзи, на бизнис тренинзи, во коучинг разговори. Сега таа ќе ви објаснам само во неколку минути, меѓутоа работењето на оваа тема одзема неколку часови и секако има различни интерактивни вежби кои што се поврзани со концептот на врзување. Ние луѓето се врзуваме најчесто со луѓе, со една личност, со повеќе личности, се врзуваме со места, се врзуваме со предмети, се врзуваме со работата, се врзуваме со емоции, со очекувања, со многу работи сме врзани и прашањето е колку од тие врзаности нас не ослободуваат, а колку не лимитираат. Најчесто врзувањето доаѓа од семените системи, кои што, како знаете, јас многу го употребувам и затоа се специфични моите NLP тренинзи, бидејќи вметнуваат и системска работа. И затоа тие врзаности доаѓаат всушност од семените системи. Врзаностите се многу значајни, бидејќи доколку се чувствувате врзани за вашата фамилија, нелесно ќе правите промени, ќе имате огромно чувство на лојалност, на припадност, меѓутоа сето тоа може да донесе до некаква грижа на совест, доколку сакате да направите некаква промена или да разбуди во вас некакви други чувства кои што ќе ве лимитираат да направите нешто што е навистина добро за вас. Често пати кога работиме оваа тема, знаате луѓето, клиентите да кажат дека па сега ако се одврсам, значи дека им вртам грб на мојата фамилија, дека сум себичен и така натаму. Не. Од врзување треба да преминеме во поврзување, затоа што кога сме ние поврзани, а не сме врзани, тогаш има почит, тогаш има слобода, секој да си биде свој, уникатен и автентичен и секој да го живее својот живот. Некогаш можеби вие не сте врзани за некого, меѓутоа некој можеби ве врзува вас и поради тоа не се чувствувате слободно. Значи прашањето за вас преку ова видео е со што сте врзани, сте се врзале во 2018 година и дали сакате од тоа врзување да се ослободите и да се поврзате на некое поголемо, повисоко ниво на свест. Затоа што поентата е да бидеме поврзани, а не врзани. Така јас оваа година се одврзав од многу работи и всушност тоа донесе и креираше повеќе самодоверба, се чувствувам поисполнето и пострекно и со се сум сега со многу луѓе, со многу работи сум поврзана, меѓутоа сепак ја чувствувам својата лична слобода и сум стрекна за тоа што сум. Исто така поврзување со предмети може да биде доста ограничувачко, поврзување со места, така да ослободете се и ослободете го вашиот личен потенцијал и од сега па натаму поврзувајте се со луѓето на едно повисоко ниво. Јас ви посакувам прекрасно завршување на оваа година, меѓутоа можеби пак ќе се слушнеме ако добијам некоја инспирација. Убав ден, чао на сите. Чао, чао.